Светлите по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божи се. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат. Евангелие по Јован. Вашиот татко е ѓаволот. Тој е отец на лагата и вие не ги слушате зборовите Божји. Кој ги слуша зборовите Божји, ако ги слушате, ќе останете во мене и јас ќе бидам во вас, вели Исус. Значи се зборува за ова. И ќе дојдеме со Отецот и со кровиште ќе направиме во вас, во вашето срце, во вашата душа. И тоа е тајната што е чувана. Тоа е благовестието, дека Исус ќе дојде и ќе живее во вас. И вие ќе имате сила да газите на змии и на скорпии, лав и змеи да убивате, да поместувате планини на злото, да врзувате и да одврзувате. Но не се радувајте, вели на тоа Исус. Демоните ќе ви се покоруваат, зашто што вашите имиња ќе бидат запишани на небесата ако ја носите во себе и се облечете во Божјата љубов. Зашто е напишано: ќе ја уништам мудроста на мудрите и ќе ја отфрлам разумноста на разумните. Тој збори за овој свет. Каде е мудрецот? Каде е книжникот? Каде е препирачот на овој век, сатаната? Тој е поразен и ќе оди во огнено езеро. Само оние кои ќе го повикаат Исус, другите сте под негова власт, ве влече и ве тегне во огнено езеро. Нели ја претвори Бог мудроста на овој свет во лудост? Човечка мудрост и човечка волја и Божја волја. Ако одите по своја волја, ќе завршите во прангите на сатаната. Ако одите по Божјата волја и го изберете Исус, ги читате овие слова, ова ви е оставено од Бог, за да разберете кои сте, што сте и каде одите. Бог го напишал ова, а вие заминувате од овој свет, одите во цркви, палите во некои храмови, правите некои обреди, поима немате кои сте и каде сте. Завладеани сте од поднебесните сили на злото. Тука е запишана вистината. Јас сум патот, вистината и животот, вели Исус. Кој доаѓа при мене, нема да го оставам надвор. Зашто светот при мудроста Божја не го позна Бога со мудрост. Затоа е пишан тој стих во Јованово: дојде при своите и своите не го признаа. Евреите не го познаа Исус, правеше чуда, воскреснуваше мртви, го воскресна Лазар, воскресна една жена, Јаировата ќерка, воскресна други, се правеа чуда, изгонуваше, прогледаа слепи. Бесови изгонуваше, болни лекуваше, слепи прогледува, глуви прослушува и тие пак не поверуваа. Не поверуваа, тие веруваа во Аврам, во обредните практика што постои во еврејскиот народ, дека се избран народ и поклонство кон самите себе и кон обредите. Потоа Господ вели: ќе изберам народ од незнабожците,
кој ќе го прослави моето име и ги избира македонците по неколку стиха го сонува апостолот Павле: дојдете по Македонија и помогни. Ноќеска сонував еден сон. Македонец, пишани сте македонци во Библијата, но не да правите идолопоклонство како евреите и повторно се фатиле во обреди, во градби на цркви, во фрески, во икони, во богородици, во ритуали, во народна религија која цар Константин кога го вовел христијанството на македонскиве простори, се ги прифатили античката религија. Така не се доаѓа до Христос. Значи, зашто јудејците сакаат знаци, а овие другите елини, елинизмот воведен, значи, за периодот на царството на Александар Македонски. Елините бараат мудрост. Има еден знак кој вели: на овој лукав и прелюбодејствен род нема да му биде даден друг знак освен знакот на пророкот Јона. Знаете кој е знакот на пророкот Јона? Беше фрлен во морето, го лапна кит, по 3 дена во устата на китот повторно мораше да го моли Бог да го плукне китот и пак го врати кај ниневејците и тамо му се исуши смоква овој дрвото, сенката од тиквата и плаче Јона за една тиква и Господ му вели: Јона, зошто плачеш? Плачеш за оваа тиква, не си ја ни посадил, не си направил ни да расте, а мене ми се лутиш, зошто им простувам на ниневејците. А ние пак го проповедаме Христос распнатиот. Бог слезе, ги зема вашите греови, ја пролеа својата крв и ви вели: дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши. Во овој свет нема мир, туку има немир, има раскол, има битки, има поделби, има проституција, дрога, криминал, лага, паралелен свет, зашто сатаната се преоблекува во ангел на светината. Света как гора е гората на Исус Христос, тие прават света гора во Холивуд и произведуваат демонски свет. Ние пак го проповедаме Христос распнатиот, кој е за јудејците соблазна, бидејќи тие имаат Мојсе и пророците и се уште чекаат, Исус ги чека долготрпеливо да се покајат, а за незнабожците е безумие. За повиканите пак како јудејци, така и елини, Христос е Божја сила и Божја мудрост. Се што имате на овој свет е од Бог. Вие ништо и немате. Вашето тело е од земја, направени сте од кал земја, во душата ви е дувна дух животен од самиот Бог, пишано е во Битие. Самиот живот, Духот Божи е во вас и тој тлее. Кога ќе почнете да го читате ова слово, кога ќе го повикате Бог со чисто срце, тој ќе се објави и тогаш ќе почнете да растете во духот, зашто е пишано: човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Ова е тој збор што ви е потребен како храна, за да пораснете во духот, да можете да се справите во овој свет кој го владее сатаната. Зашто Божиото безумие е помудро од луѓето и Божјата слабост е посилна од луѓето. Апостол Павле вели: кога сум слаб, тогаш сум силен. На едно место го моли Исуса да му е тргне, има сатанин трн што го боцка по лицето, а Исус му вели, односно Отецот Небесен преку Исус: доволна ти е мојата сила, зашто кога сум слаб, потоа вели тој, тогаш сум силен. Гледате, браќа, какви сте вие повиканите. Не мнозина сте мудри по тело, не мнозина сте силни, не мнозина сте благородни, но Бог го избра и ве повика она што е безумно за овој свет, за да ги посрами мудрите. Бог го избра она што е слабо во светот, за да ги посрами силните. Бог ги избра и неугледните и презрените на овој свет и оние што не значат ништо, за да ги уништи оние што значат нешто. Има еден стих кој вели: кој ќе се воздигне, ќе биде понизен. Има еден стих: понизете се пред Бога и тој ќе ве подигне. Покорете се пред Бога
и спротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Покорен сум ти, Господи, му кажувам на сатаната, бегај од мене, сатано, во името на Исус, зашто ми е дадена власт да газам на змии и на скорпии, надвор од моето тело, од моето семејство, од моите родители и роднини, од оваа земја зад мене, од целата земја, од македонската земја, надвор во името на Исус, сатано. И од него сте и вие, и ти си од него, се е од него и за него, пишува во Библијата. Се е создадено од Бог. Исус беше присутен кога Бог создаде се. Тој е првороден, првоназначен. Од него сте и вие во Исус Христос, кој за нас стана мудрост од Бога и праведност, значи праведни сме преку Христа, оправдани сме и осветени, осветување, и откуп, значи на крстот, не оправда како никогаш да не сме грешеле. Ја пролеа својата крв, направи нов завет, кој ќе го избере Исус, ќе биде спасен, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Не оправда, не освети да можеме да одиме кај Бог и не откупи од канџите на сатаната и од злото, па да биде како што е напишано, кој се фали со Господ да се фали. Се е од Бог. Твоето тело, твојата душа, се ова е создадено од Бог. Се што имаше од Бог, твоите дарби, твоите мисли, имаш два типа. Ништо ти немаш сам. Ако се приклучиш на ова, ќе ги имаш Божиите мисли, Божијата праведност, Божијата љубов. Ако не се приклучиш, се приклучуваш на другите мисли, на сатанските мисли, на сатанската љубов, да леадеш, да пиеш, да кркаш, да се богатиш, да мразиш, да се себе обожуваш, а тоа те води во огнено езеро и во смрт. Татко мој, и јас, браќа, кога дојдов кај вас, не дојдов да ви го соопштам Божиото сведоштво со возвишена беседа и со мудрост, вели апостолот Павле, бидејќи бев решил да не знам меѓу вас ништо друго, освен за Исус Христос и тоа распнатиот. Што е важно се тоа што го учите ако одите во огнено езеро? Најважното нешто што треба да го научите е дека Бог ве сака. Тој дошол, ја прода својата крв и треба да го повикате неговото име, да ви даде сила и од син Божји, син човечки да станете син Божји. И јас пристапив меѓу вас, апостолот Павле, со немок и страв, со голема растрепереност и словото мое и проповедта моја и за вас што ја слушате, не се состоеше од уверливи зборови на човечка мудрост, туку во покажување на духот и на силата, да верата ваша да не почива на човечка мудрост, туку на силата Божја. Има еден стих кој вели, прокледа е кој се надева на човек. Ние сепак ја проповедаме мудроста меѓу совршените, но не мудроста на овој свет, ниту пак онаа на владетелите на овој свет, кои се минливи, туку ја проповедаме Божијата мудрост, сокриена во таинство, која Бог ја предодредил уште пред вековите за ваша слава, која никој од владетелите на овој свет не ја спознал, зашто ако ја беа спознале, тогаш немаше да го распнат Господа на славата, Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител, кој може да биде и твој Господ ако го повикаш Исусе, Исусе го повикувам твоето име. Но како што е напишано, она што око не видело, што уво не чуло, ниту на човек на ум не му дошло, ниту пак со умот помислил човек, тоа Бог го приготвил за оние кои го љубат. Што око не видело, што уво не чуло, што умот не помислил, тоа Бог го ветил за оние кои го љубат. Слава ти, Татко Небесен! Те сакаме, Господе Исусе Христе! Господе мој, Исусе златен, слава ти! А нам пак ни го откри тоа Бог преку својот дух, зашто духот продира во се, па дури и во длабочините Божји. Дух Божји. Значи, на апостолите Исус им вели, почекајте додека се облечете со сила од озгора. Потребна ви е сила, Духот Божји да пребива во вас, ако останете во овие слова,
Ке дојдеме и со Отецот Небесен, вели Исус, ке направиме сокровиште во вас, престој на Бог во вас, на Духот Божи, и вие тогаш имате сила. Бидејќи кој човек знае што има во човекот, освен човечкиот дух, а човечкиот дух е самиот живот кој живее во него. Па така и Божиото не го знае никој, освен Божиот дух. Но ние не го примивме духот на овој свет. Кој е духот на овој свет? Духот на сатаната. Да јадеме, да пиеме. Народот седна да јаде, да пие, па стана да игра. Еднаш се живее да јадеме и да пиеме. Но по тоа и го проповедаме, кој доаѓа од Бога, за да го знаеме. Но ние не го примивме духот на овој свет, значи Коринтијаните, прва Коринтијаните 2 глава, 13 стих и 12. Но ние не го примивме духот на овој свет, туку духот кој доаѓа од Бога, за да го знаеме она што ни е дарувано од Бога. По тоа и го проповедаме не со зборови научени од човечка мудрост, туку научени од Духот Свети, толкувајќи го она што е духовно со духовни поими. Телесниот човек, тој што не го примил Исус, не го прима она што е Божиот дух. Тој не разбира. Тој е слеп духовно, значи кога слеп ве води, ќе паднете во јама. Ако вашите водачи, политичари, водачи на цркви се слепи духовно, тие ве водат во јама и ви одите во јама. Ако го немаат Божиот дух, тоа подразбира да имаат Божијата љубов. Телесниот човек не го прима тоа. Духовниот пак човек испитува се, а него никој не може да го испитува. Зашто во него пребива духот на самиот Бог. Зашто кој го спознал умот Господов, да го објасни. Има еден стих кој вели: моите мисли не се ваши мисли, моите патишта не се ваши патишта, вели Господ. Војната не е ваша, туку е Божја. А ние имаме ум Христов. А ние имаме ум Христов. Кои сме тие ние? Ние имаме ум Христов кој живееме со овие слова, кој го храниме нашиот дух со Божите слова и кој христијанството го разбираме дека е порака од Бог за секој од нас, да се отвори љубовта во вашето срце, да оживеат вашите словата на Бог во вас, и словото стана тело, има еден стих, и се всели во вас, да се всели во вас полно со благодат. Значи Божјата благодат е во словото и вистина. Татко мој, ти благодарам што ми го даде овој ден, што ми даваш слова со власт и сила. Се молам за сите браќа и сестри што ја слушаат оваа беседа, оваа проповед, да ги допреш нивните срца. Се молам за исцелување од секоја болка, болест, оној што ќе поверува и ќе го повика името на Исус. Исусе исцелиме, Исусе исцелиме, Исусе исцелиме во името на Отецот Небесен. Те молам за мир на Македонскиот полуостров, те молам за грците, бугарите, србите, албанците. Господе, примири ги нивните водачи и срца да не прават нешто што е запишано овде, Македонија и македонците, да не прават сатански круг на омраз и негирање. Се молам за сите христијански заедници да се отворат во љубовта Божја и да се познаваме меѓу себе, да се љубиме меѓу себе. Грчката црква, српската, бугарската, да излезат од црногорската, српската, руската, од нападите едни со други, да нема поделби и деноминации, зашто тие не се од тебе. Ти си црквата Христова, Исус е свештеникот Мелхиседеков, а ние сме живи камења вградени во таа црква. Значи свештенство, свето, избран народ. Татко мој, ти благодарам што овој ден ме облекуваш со сила од озгора, ме облекуваш во твојата љубов, железото и обувките ми се на нозете, со секој ден се зголемува мојата сила. Ти благодарам што ме држиш во твоите јаки мишки, ми кажуваш кон непријателот истребувај, и го истребувам и го сотирам секое зло во Твое име, Господи Исусе Христе. Татко мој, ти што си ми дал, никој не може да ми одземе. Ако тој што живее во мене е поголем од тој што е надвор од мене. Во името на Господ Исус Христос сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта и сатаната овде, на Јонсково море, на Македонскиот полуостров, во сите народи, христијански заедници и деноминации. Те молам, Господе, за сила од озгори, за ангелска војска, да не додржиш во Твојата сила и во Твојата љубов, да бидеме вистински представници Твои на земјата. Те сакам, Господи Исусе Христе. И еве сега сите заедно, и ти што си таму, брате, повикај го Исуса. Исусе, Исусе, те сакаме.
Исусе, Ти си ни се, победуваме со Тебе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божиот Царство Небесно. И не плаши се мало стадо. Тоа што е запишано од Бог не може да се избрише. Зашто моите зборови, вели Бог и Исус, не се враќаат празни, туку се остварува тоа што е запишано овде. И затоа ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија. Оти ќе минам преку Македонија. Се можам преку Исуса Христа, кој ми дава сила. Амин до Божиот Царство Небесно. Мир вам, христијани, браќа и сестри. Амин. А ти, брате и пријателе, ако имаш потреба од Божјата љубов, ако гледаш дека овој свет нема никаква вредност, можеш да го избереш Исуса Христа за твој Господ и Спасител. Да најдеш браќа и сестри, да ги пееш песните за Бог, да го читаш Божјото Слово, да раснеш во духот и да ја поминеш патеката од сатанска природа кон Божја духовна природа, од син човечки, паднат ангел, да се вратиш и да бидеш син Божји. Зашто Бог, гледајте каква љубов ни дал Отецот, прво Јованово, да се наречеме чеда Божји. Гледајте каква љубов ни дал Отецот, да се наречеме чеда Божји, прво Јованово, и такви да бидеме. Возлюбени, сега сме чеда Божји, но уште не се покажа што ќе бидеме или какви ќе бидеме. Кога ќе се покаже, ќе бидеме слични на Него, зашто ќе го видиме каков што е. Тоа подразбира дека во Божјото царство нема да има храм, туку храм ќе биде Отецот и јагнето, и ние во дух ќе пребиваме во нив и ќе бидеме духовна природа, ќе се вратиме, ќе го ставиме во материјално тело кое е кафе за душата и ќе се вратиме кај нашиот татко на небесата и ќе живееме во век и векови во Божјата преградка и љубов. Амин. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Татко небесен. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божји се. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките во дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат.